Спасете ја Палестина, спасете ја Газа. Израел е терорист. Ова беа дел од надписите и повиците на протестот што денеска во знак на поддршка на Палестина се одржа во Скопската Стара чаршија. На настанот, поддржан од неколку организации во така наречена платформа за поддршка на Палестина, беа пратени пораки на солидарност со палестинците и беа осудени акциите на израелските одбранбени сили во Газа. Тоа се неприфатливи постапки со кои се таргетираат цивили, порачаа говорниците на настанот. Ние, како поединци со хумана свест, не можеме да останеме неми на ова злосторство. Овие варварски напади кои до денес причинија над 3500 жртви, меѓу кои најголем број се деца, треба да престанат. Со жалост, треба да истакнеме дека меѓународната заедница на чело со Обединетите нации останува индиферентна на случувањата и не превзема никаков чекор во насока на спречување на масакрот кој за цел го има невиното население. Во оваа прилика апелираме веднаш да се превземат чекори за да престанат овие напади кои брутално го газат човешкото достоинство. Во изјавата никаде не беше спомената Хамас и незините напади кои го предизвикаа остриот одговор на Израел врз Газа. Денешниот протест беше прв од ваков вид во земјава по стартот на насилствата на Блискиот Исток пред 2 седмици. Ескалацијата на ситуацијата резултираше со зајакнување на безбедносните мерки низ целиот свет. Домашните безбедносно-разузнавачки служби внимателно ја следат ситуацијата, уверуваат надлежните министри. Координацијата на безбедносно-разузнавачките служби и информациите кои се споделуваат во овој момент го верат дека нема закана, без разлика дали е тоа индивидуално кон припадниците на една заедница или кон некакви објекти. Меѓутоа тоа не значи дека институциите оставаат само на таа информација, ќе ги следиме случувањата доколку е потребно, доколку се укаже некаков вид на безбедносна закана, се разбира не само евреите, туку секој еден граѓанин во нашата држава ќе биде соодветно заштитен. Во страф од можни терористички напади по случувањата во Газа, во рамките на Европската Унија, дел од земјите членки ги зајакнаа безбедносните мерки, привремено го суспендираа Шенген режимот на слободно движење и воведоа контроли на државните граници. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.